Новиот X5 го понесува дизајнот на Ное класе, но не ја дели на предната основа. Иако замаскирани од прототипите кои се во завршна фаза на тестирање, може да се наслути во која насока ќе се движи дизајнот. Површините ќе бидат почисти, линиите поедноставни, но ќе бидат задржани класичната силуета со висока маска, хоризонтално поставени светла и моркно обликуван браник. Иако добро скриена, се гледа и дека внатрешноста ќе презеде дел од решенијата од најновите модели на марката, вклучувајќи го и панорамик iDrive системот со широк приказ информации на долниот дел од ветробранското стакло. Најголемите промени се под каросеријата, заради што новата генерација на овој еден од најважните луксузни теренци на пазарот ќе биде многу повеќе од вообичаена смена на моделите. Се знае дека ќе биде понуден со дури 5 различни погонски групи. Покрај бензински, дизел и плагин хибриди, за прв пат ќе има и електрични верзии со батерии и горивни келии. Познати се и првите технички податоци. Бензинскиот X540 ќе развива 400 конски сили, плагин хибридот X550E ќе располага со 490, а електричниот iX560 ќе има два електромотори со вкупно 578 конски сили. Архитектурата му е на 800 волти, а батериите за него се импресивни. Располагаат со нето капацитет од 144 киловат-часа. Поддржано е полнење на 400 киловати, а автономијата не е позната. Производството и понатаму ќе биде во Америка, а верзијата со погон на водород се очекува во 2028 година. Истовремено, баварците објавија дека започнале со примање нарачки за електричниот i3, што првобитно беше планирано за наесен. Почетната цена на моделот во Германија е 66.000 евра.